Драги ученици, добро дојдовте на час по ликовно образование во денешнава училница. Јас сум Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе работиме нешто многу интересно, што верувам дека досега не сте го работеле. Ќе обликуваме и моделираме со една нова постапка која што се вика каширање. Она што ќе го изработувате ќе биде по ваша желба. Што ќе биде цел на овој час? На овој час ќе се оспособувате за моделирање со помош на техниката каширање. Ќе се стекнувате со елементарно искуство за изработка на моделна маска или друга играчка. Правилно да ги користите средствата и помагалата за моделирање и ќе откривате карактеристики на материјалот преку визуелни и тактилни сетила. Зборот каширање сигурно прв пат го слушате. Значи, тоа е една техника многу интересна во која со лепење на слоеви од хартија можеме да добиеме одреден облик или форма. Тој облик или форма може да се задржи и откако ќе се исуши смесата што ќе ја приготвиме, да остане трајна. Ете ќе видите сега како тоа изгледа. Пред да ви презентирам што ќе правиме, да ви кажам што ќе ви биде потребно. За овој час ќе ни биде потребно брашно, вода, сат за мешање на смесата, весници, играчка или некоја вистинска маска како оваа, која што всушност ќе сакаме да го добиеме обликот, темперни боички, четки, картонска подлога и некои украси по избор. Сега ќе ви пуштаме видео кој што ќе го следите и ќе ви ги објаснам чекорите. Значи, најнапред се прави смесата од брашно и вода. Го додаваме брашното и водата и со лажичка мешаме. Значи, не треба да биде многу густо, како тесто, туку треба да биде кашесто. Тоа ќе видите сега како изгледа, за да можете лесно да ја направите смесата. Смесата не треба да има грудчиња, доколку ви се појават грудчиња, можеме да искористиме цедалка. Еве, со помош на цедалка јас ќе ја прецедам мојата смеса, бидејќи имаше грудчиња, што можеа да ми пречат во работата понатаму. И откако ја прецедов, добив една многу убава хомогена смеса, мазна, која што има средна густина. Ниту е премногу густо, ниту е премногу течно. Ете како изгледа. Тоа беше првиот чекор. Сега ќе го објасниме вториот чекор. Весникот е на повеќе слоеви и така не го отвараме, за да можеме побрзо да го исечеме. Значи, го сечеме весникот на парченца со неодредена форма. Важно е парченцата да бидат мали, за да можеме полесно да обликуваме. Колку се поголеми парчињата, толку потешко би ја обликувале маската или играчката. Сега треба да поставиме подлога на работната површина, бидејќи оваа смеса е полутечна и може да направи неред во училницата или во домот. Ја земаме играчката или маската за која што вие ќе се одлучите и пристапуваме кон потопување на парчињата весник во смесата и ги лепиме тие парчиња врз предметот. Оваа смеса всушност од брашно и вода има улога на лепак во овој случај. Парченцата ги поставуваме така што тие се преклопуваат едни со други, за да не ни се направи некаде дупче, некаков отвор, кој што би предизвикал лесно да се скрши крајниот производ што ќе го добиеме. Овде, околу очите, гледате дека внимаваме. Треба да останат тие отвори. На краевите сме внимателни.
Ете, забележувате како се растекува смесата, затоа мора да поставиме подлога и сето ова да го работиме седејќи, бидејќи ако се шетаме додека ова го правиме, може да предизвикаме вистински неред. Треба да бидеме фокусирани на нашата работа, да ја извршуваме колку што е можно попедантно и поуредно. Важно е да се напомене дека треба да се направат повеќе вакви слоеви. Сега го правиме првиот слој, во кој што, всушност, ниту едно делче од вистинската маска не треба да ѕирка. Треба сето тоа да биде убаво обкружено со весник. На оние делови што се остри или испапчени, посебно треба да внимаваме за весникот да го задржи обликот, бидејќи парченцата весник сега се прилагодуваат и можат да ја менуваат формата, меѓутоа маската, откако ќе ја направиме, ќе ја оставиме да се суши и потоа оној облик што ќе го добиеме, веќе не можеме да го менуваме. Внимаваме на краевите исто така, ништо да не излегува од рабовите. Тоа го работиме, значи, внимателно. Со преклопување. Преклопувањето на парченцата е задолжително за да ни се спои и да го добиеме обликот. Понатаму, еве, ќе продолжиме и со преостанатиот дел. Ќе ве оставам овде да ја гледате постапката, бидејќи нема потреба повеќе да зборувам и ќе почнеме и со лепење на преостанатите слоеви. Значи, најмалку 3 слоеви се потребни, а може да имаме и 4 и 5, бидејќи ако оставиме само еден слој, лесно може да ни се скрши добиеното. Вака, со повеќе слоеви би било многу поцврсто.
Ете, забележувате дека веќе нашата маска доаѓа до финалниот дел. Добро ја измазнуваме и потоа ја оставаме да се суши. Понекогаш е потребно дури неколку дена да ја оставиме смесата добро да се исуши. Таа, значи, веќе нема да биде прилагодлива, ќе биде цврста, ќе го прифати обликот од предметот што сме го обточиле или обколиле со весник и веќе нема да може да се менува. Внимателно ги обкројуваме, значи, деловите што се вишок и ја вадиме маската. Еве, ова е добиениот продукт. Еве неколку фотографии од изработка на ученици кои што на часот по ликовно правеа маски или играчки, еве ова гумено мече, например. Откако завршија со постапката, ги оставивме маските и другите играчки да се исушат добро и потоа, откако се исушија, требаше учениците да ги декорираат. Тоа го гледаа од оригиналната маска или по собствена идеја, кој како си имаше замислено, и се надевам дека овие креации што ги гледате сега ќе ви се допаднат и може да ви послужат како идеја за и вие да го направите истото. Еве како изгледа маската кога ќе ја извадиме. Ова е кашираниот дел и си гледаме од оваа за да ја украсиме и да ја декорираме. Еве го мечето и преостанатите изработки. А ова е мојата маска. Дали ви се допаѓа? Сега ќе ве оставам да уживате во вашата работа. Ова е една од помилените мои техники. Ви препорачувам да изработите нешто со оваа техника, да го декорирате по ваша желба, да му направите дизајн по ваш избор и да бидете пресрекни од вашето дело. Ви благодарам на вниманието.